Поетско-ликовен музички перформанс Кочански бисери се одржа во библиотеката Искра, која е дел од програмата на манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз. Преку ова им се дава простор и можност на учениците од основните кочански училишта да ја истакнат својата креативност за пишување и сликање и со тоа се потикнуваат да творат. По тој повод беше распишан ликовен и литературен конкурс на теми поврзани со оризовата култура. И годинава имаше голем одзив од страна на учениците. Се пријавиле 22 за ликовниот конкурс и 33 за литературни творби. Жири комисијата во состав Аника Илиевска-Ѓоргиева, Жаклина Филипова-Свеќаровска, Евангелија Цавкова за литературните и Александар Гицов, Танас Дедов и Александра Димитрова за ликовните. По разгледувањето на творбите имаше тешка задача да ги одбере најдобрите. Наградени литературни и ликовни творби. Малина Попиванова, Меријана Киева, 9-2 оделение, ментор Александра Закова Цветков. Никола Карев, Драган Јакимов, 7-1 оделение, ментор Гордана Јефтимова. Кирил и Методи, Надица Манасиева, ментор Сузана Атанасова. Раде Кратовче, Јована Јангеловска, 9 оделение, ментор Вера Стојкова. Крсте Петков Мисирков, наградена Каролина Трајанова, 9 А оделение, ментор Виолета Цекова. Од ликовните творби, Малина Попиванова, наградена Сара Ангелова, 7-1 оделение, под менторство на Мирјана Рашкова. Никола Карев, наградена Сандра Наумова, 7-1 оделение, ментор Радмила Едровска. Кирил и Методи, Михаела Блажева, 9 оделение, Марија Мицова Гацова. Раде Кратовче, Ана Марија Миткова, 5-3 оделение, ментор Анка Соколова. И Крсте Петков Мисирков, Габриела Стојанова, 9 оделение, под менторство на Надица Илиева. Перформансот беше збогатен со музика и песна. Се представи етногрупата составена од ученици од Основното училиште Раде Кратовче, под менторство на наставниците Дарко Ристов и Дивна Јанушева. Пред присутните со своји точки се представија и учениците од Основното музичко училиште Ристо Јуруков.